Како што се наближуваат празниците, така расте бројот на деца питачи во туристичките центри, кои непознати лица ги носат и транспортираат до Охрид и Струга, од Велес, Кичево, Струмица, Битола, Штипи и останатите градови. Голи, боси и изгладнети просат по улиците и на плоштадите, а парите кои ќе ги соберат завршуваат кај организаторите. Едно дете заработува од едно питачење од 8 часа или 24 часа, каде што нивното работно време им започнува од 9 часот, трае до 3 или 4 наутро, додека е забавниот живот на младите. И едно дете има заработувачка од 3 до 5 и 6 илјади денара во градот Охрид, затоа што тука е најголемото дубло на питачи и е големиот туризам овдека. Истражувањата покажале дека 18.500 деца не се во школските клупи. Најзагрозена е ромската заедница. За 4 години од 2000 деца кои секојдневно питачат, 145 се тргнати од улиците, а Министерството за внатрешни работи поднело 246 кривични пријави низ изминатите години за злоупотреба на децата, тргување, бизнис и проституција. Ромската заедница, социјалната категорија, од социјални најранливи категории каде што немат месечни примања, се приматели на социјална помош. Истражувањата кажува дека 18.500 децата не ни се на школска клупа и во детска градинка. Граѓаните на Охрид, сите туристи, да не им дават монети затоа што тоа е кривично дело, злосторничко здружување и сите тие други работи кои ги истражувавме, они ги привикнуваат. Наместо да ги одвикнуваат, да оставиме работата да ја вршат службите, ние се уште ги храниме и ги потикнуваме да бидат и да се зголемува бројката. Барам од нив целосна поддршка, затоа што овие пари кои ги добиваат питачите завршуваат кај организаторите, кај мафијата, а децата добиват во износ од 10 до 50 денара и еден дебел кјутек. Јовановиќ апелира институциите да го спроведуваат протоколот според кој децата мора да бидат вклучени во образовниот систем, да имаат право на здравствена заштита, Министерството за внатрешни работи да им обезбеди изводи на родени и државјанства, а градоначалниците да го решаваат питачењето во нивниот град со отстранување на питачите од улица и отварање дневни центри.